Ова место за мене не е само место пред општината, туку е символ каде што пред 4 години исправени ја презентиравме програмата на ВМРО ДПМН и ја побаравме поддршката од вас граѓаните. Ја добив јас заедно со Советот и мислам дека е најприходно овдека пред ова место пред општината каде што ја побаравме поддршката и ги ветивме проектите да даеме отчет. Мислам дека нема подобро место од ова место заради тоа што тука сме ветиле, сега сме тука да кажеме што сме направиле. Но почитувани присутни, ова не е само отчет на Марко Колев, ова е отчет и на Советот на општина Велес, на најблиските мои соработници кои што секојдневно работат со мене, на секретарот на општината, раководителите на сектори и одделенија, на сите вработени во општинската администрација, како и раководителите и директорите и вработените во локалната институција. Овој отчет има 15 теми. Јас ќе ја гледам накратко по неколку збора за секоја тема да се осврнам, а зад мене ќе одат слики за тоа што ќе го зборувам да го покажеме и на дела. Првата тема за што сакам да зборувам е поврзана со патната инфраструктура. Самостојно и во соработка со државни институции беа реконструирани целосно или дел од околу 100 помали или поголеми улици и краци во градот и околните села. Јас ќе набројам само неколку. Целосно беше реконструирана улицата Благој Ѓорев, Живко Фирфов, Белградска, Вој Пастер, Андон Шурков, Асно, 8 март, Борис Трајковски, Алексо Димински Бауман, Лазо Смаков, Љубенска, познатата улица Орце Мартинов, Гоце Делчев, Страшок Пинџур, Архиепископ Михејо, улиците околу пазарот кој го смени ликот во тој дел на нашиот град, но секако и со поддршка на централната власт реконструкција на патот, кој што значи поврзување со нов фасад од Костурница преку Речани до мостот кај Башино село. Почитувани присутни, асфалтиравме и во улици во селата, но исто така работевме до бетонирање и попочување на голем дел на улици во градот и во селата. Во отчетот се пишени сите со име и со презиме. Втората област за која што сакам да зборувам е безбедноста пред се. Реконструиравме голем број на тротоари. Редовно ја одржуваме хоризонталната и вертикалната патна сигнализација. Со соработка со Македонски железници ги реконструиравме 5 премини, 2 во Дворови, 1 во Оризари и најпосетуваните и најкористените оној ке стариот мост и новиот мост за безбедно движење. Интензивно работевме на подпорни ѕидови и тоа на улица Кирил и Методи, Кумановска, Вој Пастер, Белградска и на многу други. Изградивме и реконструиравме неколку паркинзи. Поранешната зграда на АТД веќе представува модерен паркинг. Изградивме паркинг на улица Љубљанска во близина на Блаже Коневски. Реконструиравме паркинг во комплекс Узус. Во близина на градскиот парк имаме реконструирано 2 паркинзи и во постапка сме за отпочнување со градижни работи за уште 2 паркинзи, а тоа е зад киот на реката Вардар и поранешната зграда на театарот. Со тоа мислам дека значително ќе се намали потребата од паркирање во централното градско подрачје. Третата област што сакам да зборуваме е водовод и канализација. Покрај патната интензивно се работеше и на подземна инфраструктура, со што се реша деценински проблеми за безбедноста на квалитетни услуги за живот на нашите сограѓани. Во изминатите 4 години беа реконструирани или изведени нови водоводни линии над 50 улици или околу 12.500 метри. Никогаш не се вложиле волку финансиски средства во подземната инфраструктура и дополнително 12 канализационни линии во градот и во селата. Четвртата тема се однесува на зекнување на капацитетите. Не само што ги зголемивме платите на територијалната противопожарна единица Велес, купивме нова заштитна опрема, сет систем за спасување од големи несреќи, 2 возила и 1 камион. Од ова место можам да кажам дека општина Велес располага може со една од најдобрите и најопремените противопожарни единици во Република Македонија, која што делува на територијата на Велес, на Чашка и на Градско, но делува и секаде кај што ќе има потреба и во Македонија, но надвор и од Македонија. Работевме интензивно и на подобрување на условите за работа на јавното комунално претпријатие Дервен. Набавивме едно теренско возило, 2 меторти, после 50 години набавивме булдожер и машина за хоризонтално бележење. Четвртата, поточно петата тема за која што сакам да зборуваме е чиста околина и здрава животна средина.
тековното одржување, чистењето на дивите депонии, габаритниот отпад, каврисаните возила, екоакциите, како сака го Велес. Набавувавме нови корпи, подземни континери за електричен отпад. Секој дневно се трудевме да го задржиме и ја подигнеме чистотата во нашиот град, со што можам да кажам дека успеавме. Шестата тема за која што сакам да зборувам е паркови зеленува и урбана опрема. Изградивме нови хортикултурни катчиња. Поставивме украсни садници и цветни аранжмани. Можам да кажам дека Велес е најцветен град во Република Македонија за нашите сограѓани да можат да уживаат и кога ќе се движат да се чувствуваат убаво. Спроведовме неколку акции за садење на садници и дрва во градскиот парк, Младинскиот, Костурница, Касарната, Езеро и во гимназијата Кочо Рацин. Го реконструиравме амфитеатарот. Голем број од настаните се чуваат во амфитеатарот. Амфитеатарот пред неколку години имаше целосна реконструкција, сега има нов лик и мислам дека тоа е прифатено од сите наши сограѓани. Понатаму го реконструиравме и платото пред Костурницата. Заборавената Костурница сега има веќе еден нов лик кој што сите се гордееме. Поставивме нови купи во Младински, кај театарот и споменикот на Панко Браштар го уредивме по штадот во Горно Оризари. Седмата тема се однесува на образованието. Реконструкција на училишната зграда во Башино село е во завршна фаза. Во Црквино, после 20 години молење, реконструкцијата заврши, школото е ставено во функција веќе една година. Работевме на покривот во Боже Коневски, дворот во Кирило и Методи и направивме 3 фасади, една во Васе Говинов, Јовче Тестичков и една во Панко Браштарот. Како што каже и председателот на Советот, поставивме фотоволтаици на сите јавни институции. Значи Велес во сите основни и средни училишта има фотоволтаици, произведуваме електрична енергија, тоа го направивме и во музеот и во библиотеката. Во делот и инвентарот набавивме компјутерска опрема и котел за парно во Кирило и Методи, парно во Илирија, столари во Васе Војнов и Боже Коневски, инструменти во Стефан Гајов и набавивме 91 клима уред за нашите основци да се чувствуваат поубаво во нивните простории. Биреме најдобар ученик и просветен работник, даваме стипендии за талентирани ученици и студенти, а за прв пат на моје општо задоволство прогласуваме и на добрите и ги наградуваме на добрите ученици и ментори кои освоиле прво, второ и трета награда на државни и меѓународни надпревари. Осмата тема за која што сакам да зборувам е најдоброто за младите. Изградивме детски катчиња во Младинскиот парк, Дизни, Костурница, комплекс Сузуз, Дворови, Сивиот дом, Отовица, Преварец, Карасари, Башино село, Сујаквари и Ванковци. Во овие населени места, во овие делови нашиот град, децата слободно си играат, си се забавуваат и уживаат во благодетите што општината им ги овозможи. Деветата тема за која што сакам да зборувам е спортот достапен за сите. Изградивме и реконструиравме 5 спортско-рекреативни комплекси. Од ова место можам да кажам дека спортско-рекреативниот комплекс во Дворови е најубавиот спортско-рекреативен комплекс во Република Македонија. Пратеникот Здравковски ви ја каже историјата за Превалец. Кога отидовме во Превалец, голем број на наши луѓе не гледа чуденевидено за тоа што 4 години претходно беа заборавени од претходната локална власт и кога им кажавме дека ќе градиме спортско-рекреативен комплекс, никој не веруваше. Но еве, спортско-рекреативниот комплекс направен, нашите сограѓани од таа приградска населба веќе го користат и веќе една година уживаат во тие благодети кои што ги има овој спортско-рекреативен комплекс. Работевме на спортско-рекреативен комплекс во тунелот, зад гимназијата и во дворот на Васе Говинов. Работевме на 6 спортски терени, Симпо, Доби, Тартан, каде што се игра кошарка. Во близина на автобуската станица имаме тартан каде што се игра кошарка, но пред неколку недели имаме и фудбалско игралиште кое што е со вештачка трева. Во градскиот парк познатото ракобетно игралиште веќе има вештачка трева, но имаме и реконструирани трибини и поставени столчиња, но работевме и во школото во Илирија и во Горно Оризари.
Почитувани присутни, работевме на 3 училишни спортски сали. Спортската сала во Кирил Методи, Васи Воинов и Кочо Рацин имаат веќе нов лик. Не се случило, и јас не се сеќавам последните 20 години, некој да вложи во спортската инфраструктура волку многу. Десетата тема за која што сакам да зборувам е спортот е здравје. За прв пат ги организиравме Велешките спортски игри. Настан кој што привлича големо влијание кај нашите сограѓани, донесе голем број на спортисти во Велес. Велес 4, 5, па некогаш и 6 дена уживаат во спортските игри кои нацат забава и многу дружба. За прв пат трчавме низ Велес за Рацин, го организиравме утра маратонот до Опушник, ја вративме вардарската регата Гимиджије, кој верувале или не, втора година веќе по обид особен и испишавме историја. Тоа што претходно го забранува, ние успеавме со поддршка на изведничкиот оддел Димитар Вахов да го направиме. Втора година од Велес до Солун со Вардар, покрај Вардар, со вардарската регата. Организираме и голем број на турнири за млади надежи, организираме турнири во Мамучево, Иванковци, Башино село, Превалец и Оризари. Даваме поддршка на бројни спортски настани, клубови и поединци, го поддржуваме наставот за избор на најдобар спортист. И денесетата тема за која што зборуваше и почитуваниот министер, Велес, град на културата, е из моја тема, која што обожавам да зборувам на оваа тема. Се возобновија постоечките традиции, се создадоа нови. Се креира и поддржа манифестации за сите вкусови и после повеќе години културно сивило, повторно го вративме сејаот на Велес кој го заслужува. Велес, град на културата, и се осврнавме исклучително на велешки културни работници. Почитувани присутни, за прв пат го организиравме комунитарниот божитен концерт. Во соработка со Црвениот крст, собраните финансиски средства ги даваме таму кај што е непотребно. Од секогаш сум сакал да го слави Велес Свети Трифун, тоа се случува веќе втора, трета година, за да можат нашите најмили да го сватат значењето и вредноста на овој ден и празник. Поддржуваме 2 театарски фестивали, формиравме еден нов во чест на великанот на театарот Петар Приличков, но секако и 20 години го поддржуваме античкиот театар Стоби. Го вративме мотособирот, нашите прекрасни велешани кои што уживаат во моторот и во брзините или во квалитетот и начинот на живот, и возможивме повторно да се организира овој настан. Силно го поддржуваме интернационалниот фолклорен фестивал Велес, која година траеше 5 дена. Зоран зборуваше за Велешкото лето. Последниве 2 години, во рок од 50 дена, почитувани присутни, имаме повеќе од 35 настани од различни области. Тоа мислам дека му фалеше на Велес, заради тоа што во летните месеци, кога е жешко, кога сме тука, добро е обштината да се вложи и финансиски средства, но и да вложи човечки ресурси да се организира овој настан. Тука се представниците на Повардарската епархија. Со голема чест ја почитуваме одлуката од 2009 година и заеднички го славиме Свети Пантелемон, заштитникот на нашиот град. Ја користам оваа прилика да го поздравам, иако денеска не е тука со нас од оправдани причини, нашиот владика Агатангел, кој што духовно и секако е со нас. Чест ми е и додека можем ќе го организираме заеднички овој настан. Го формиравме фестивалот на джез Ворти со времена музика, кој што се случува во септември и октомври. Даваме силна поддршка на рациновите и детските рацинови средби. Ја го вративме сејаот на питијата и за прв пат организираме Винтерфест. Тоа е манифестација што се случува неколку дена пред Нова година, за да можат нашите граѓани да испанат од дома, да уживаат и да се релаксираат. И поддржуваме многу други настани за кои што сега не би сакал да зборувам. 12-та тема се однесува на капитални проекти. Првиот капитален проект кој што го завршивме е градскиот пазар. Того ветување, стиснавме заби, ги решивме сите проблеми. Можам да кажам дека Велес има
еден од најубави затворени или полуотворени градски пазари кои што треба да го чуваме, да го негуваме и со многу години да го користиме. Втората тема во делот на капитални проекти е кеот на реката Вардар. Кога зборувавме дека ќе работиме на кеот, малку луѓе веруваа. Но еве, после 2 децении повторно се гради кеот на реката Вардар, дел од кеот е веќе изграден. Можеме да видиме дека денови интензивно се работи на кеот, така да се надевам дека до крајот на годината кеот помеѓу новиот и стариот мост ќе биде завршен, но нема да запреме тука, ќе продолжиме и од левата страна, но се спрема и проектна документација за продолжување на кеот од новиот мост кон Дворови. Третиот капитален проект е уредување на централното градско подрачје. Може сите да видиме дека неколку месеци веќе интензивно се работи на подземната катна гаража, еден од најголемите проекти и по големина, но секако и по финансиски средства и изградбата на подземната катна гаража на 3 нивоа со 100 паркинг места, за што сакам да изразам благодарност до владата на Република Македонија, до нашиот премиер, почитуваниот господин Христо Мицкоски, кој што ја разбра потребата на Велешани и овозможи финансиска поддршка за изградба на овој паркинг кој што ќе има над него и плоштад. Го решивме проблемот и со уличното светување. Пред неколку недели поставивме 4695 светилки LED со систем за следење и контролирање. Има 2 прашања кои што секојдневно ме ги поставуваат граѓаните, сакам еве тука да ги одговорам. Едно од прашањата е: да, градоначалник, ги сменивте, но дел од светилките не светат. Да, не светат заради тоа што не е проблем до светилките, проблем е во мрежата која што е стара и која што ни прави сериозни проблеми. Се надевам дека во наредните месеци и години ќе вложиме финансиски средства за обнова на мрежата, за да не се случува некоја светилка да свети 2 дена, па да не свети 1 ден, па да одиме ние да правиме дефект, поточно да го решаваме дефектот и се така во круг. Но има уште едно прашање кој ми го поставуваат. Да, има на некои делови нашиот град кај што има сокачење, кај што има се уште жолти ламби. Да, и тој проблем ќе биде решен. Имаме нарачено нови 500 светилки, исто вакви, кои што треба да стазат на 15 септември и мислам дека помеѓу 15 и 20 септември ќе ги смениме и тие, за да можат сите граѓани и на главните улици, и на приградските улици и во сокачењата да имаат исто осетување. Едно од темите поврзани со капитални проекти е мостот кај Башино село. Почитувани присутни, затварањето на мостот ни кажа колку е кревок градот и колку треба да се вложува во инфраструктурата. Јас многу пати сум кажал и јавно и на телевизија. Не памтам колку директори на јавното предпријатие за државни патишта, не памтам колку министри за транспорт и врски или поново еве Министерство за транспорт и не знам колку примери на Република Македонија во изминатите 20 години дојдоа во Верес да кажат дека тој мост е во лоша состојба и треба да се реконструира. Но сведоци сме сите дека и после 20 години никој не мрдна со малиот прст. После нова година, тоа беа првите денови по добивањето на извештајот од градежен факултет, дојдовме со примерот, ја соопштиме веста пред граѓаните дека тој мост не е безбеден. Се задолжи Министерството за транспорт и јавното предпријатие врз одлука на влада. Мостот за неколку месеци беше саниран, поточно долниот дел на мостот беше саниран. Тука го гледам и министерот за внатрешни работи кој што беше присутен на тој 2 или 3 јануар. Се вложи одредени финансиски средства, мостот пред известно време е пуштен, саниран и проблемот кој што 20 години ги тиштеше Велешани е веќе решен. Но тука не застануваме. Еве, можам да искористам оваа прилика од овој преубав настан да соопштам дека за многу кратко од денеска ќе се распише тендерот за изградба на нов мост во близина на овој постоечкиот. Нов мост кој што сите ќе се гордееме, нов мост кој што би требало според најавите да почне да се гради напролет. Почитувани присутни, во делот на капиталните проекти општина Велес интензивно работеше на подготовка на техничка документација и на последниот повик од владата на Република Македонија аплицираше со најаве повеќе од 15 проекти. Сите проекти се одобрени, обезбедени се над 6 милиона евра.
и во наредните месеци во Велес ќе се случи градежен бум. Сакам да кажам дека дел од овие проекти се во фаза на тендерирање, дел се подготвуваат, но за брзо време ќе почне и реализација. Ќе ги спомнам. Реконструкција на патот од Овица со Јаковари, реконструкција на патот Челошо од Рутовец, реконструкција на влезот во Иванковци, реконструкција на влезот во Башино село од потегот од Емон до Сред село, реконструкција на влезот во Карасари од потегот од бензинката на Макпето до Сред село, реконструкција на влезот во Мамучево, реконструкција на поштата во центарот на градот, реконструкција на противпожарниот дом заедно со помошните објекти и партнерно наредување, реконструкција на спортската сала Гимиджи, електрика, водовод и дел од архитектура, реконструкција на улицата Васил Главинов со изградба на подпорен зид, реконструкција на фасадата на Димитрија Чуповски, реконструкција на улица Васил Ѓорѓов од крстотницата ке театарот до поштат Којник, реконструкција на улица 11 октомври, реконструкција на улица Белградска, делот од градинката до магазините ке јавното комунално предпријатие Девен, реконструкција на улица Алексо Демирски, Бауман од потекот од поранешното жито Вардар до железничката станица. Почитувани присутни, овие проекти и сите други проекти што се отпочнати, верувајте дека допунтено ќе го сменат ликот на нашиот преубав Велес. 13-та тема за што сакам да зборувам, се ги крстивме други проекти, а се однесува на регионалниот центар Шепа во соработка со општините од Вардарскиот плански регион, почнувајќи од Стедниколе па се до Демиркапија, изградивме регионален центар и јас мислам дека во наредните недели и месеци еден од најголемите проблеми кои што ги има нашите сограѓани со кучињата скитници по полека ќе биде и честнат. Први во Република Македонија отворивме младински центар. Изградивме IT хаб за млади. Во соработка со Европската куќа изградивме европска куќа која што младите ја користат. Го донесовме киноверзум во Велес и после 20 години имаме кино во Велес. Поставивме смарт автобуски постројки, смарт билборди. Воведовме видео надзор во дворови, тунелот, Васе Гуинов и гимназија, така и ќе продолжиме. Почитувани присутни, ги обележивме и ги осветливме символите на нашиот град. Костурницата веќе секоја вечер го свети нашиот град. Мало Мовче е осветлен, крстот на Свети Илија, но секако и пред неколку недели Саат Кулата веќе свети. 14-та тема се однесува на субвенции. Даваме субвенции за велосипеди, сончеви термали колектори и ветроклими, но со поддршка на Советот уведовме две нови субвенции за новороденче и за првачи. 15-та и последна тема за која што сакам да зборуваме средби, наставни и други активности. И од најголемите проблеми на нашите сограѓани, процесот на легализација значително го убрзавме, во изминативе 4 години се решени голем број на предмети за легализација и голем дел од решенијата се веќе поделени. Исто така е решени проблемот со деношните решенија кои што ги мачеа нашите сограѓани заради тоа што нашите сограѓани се честни кои што сакаат да се го платат данок, а општината е тука да овозможи и да им даде решение. Имаме отворен ден за Срби сограѓани, но и секој ден е отворен ден. Јас не сум вратил човек кој што дошол во општината. Редовно имаме комуникација со основните и средните училишта, наставници лица со попречени обука за дислекција. На моје огромно задоволство го обновивме и Бадниговата поворка. Кажа еден од претходните говорници, на еден честен, достоен начин ги пречекуваме и линдинските конјаници. Делиме новогодишни пакетчиња, почитувани присутни, последниве 2 години можам со гордост да кажам дека Велес е најукрасен град во Република Македонија. Мислам дека тоа е на општо задоволство на сите нас. Поддршка на Крводицка донација за болни преку комунитарни концерти, базари, ракотворби, градиме добри односи со сите, вклучувајќи ја и меѓународната заедница. Почитувани присутни, јас можам да зборува многу. Но еве од мојата десна и лева страна ги имаме испечатено отчетот, може да го видите, таму е прикажано се во детали, но имаме и преку електронски модерен, како што кажуваме, пристап да го скинирате баркодот кој што се наоѓа на
столчиња, да го проверите, да го прочитате. Ова јас се обидов да го прераскажам заради тоа што верувате дека ова сето јас го имам и доживеано, секојдневно, макотрпно работиме за од малку да го подобриме животот на нашите сограѓани.